Согласно она кое што го дискутиравме вчера, вашето барање во петок да се закаже седница, службите на градот Скопје ги изготвија неопходните документи од луѓето кои што се потребни и согласно истото побаравме седницата да се свика денеска, за да може да се разреши предизвикот кој што видовме и со кој што се соочивме денес. Морам да потенцирам дека ова за прв пат се случува во поновата историја на Македонија. 5 дена доцнење на плата, некој да излезе на генерален штрајк и да се обиде да го попречи работењето на дејност која што е од јавен интерес. Денеска утрово, поради несовесно работење нечие, голем број на наши граѓани, голем број на деца, голем број на луѓе не можеа да стигнат и на своите работни места, и во своите училишта, и во болница, и секаде онаму каде што тргнале. При тоа, морам искрено да го изразам своето жалење затоа што по 30 години плячкосуење на оваа држава и по 30 години истите луѓе кои што практично се вртат низ овие политички елити не можат да смогнат сили и да превземат нешто за да се разрешат проблемите кои што ги имаме од долговите кои што тие самите ги имаат генерирано. Јавното сообраќајно претпријатие е загубар. Јас не знам веќе сигурно повеќе од декада има. Тоа работи и функционира на начинот на кој што функционира. Раководството дел се обидува да изнеде решенија за овие проблеми и да се генерираат соодветни приходи. Меѓутоа, затоа овие кои што се од управниот одбор, кој што беше гласан од ВМРО-ДПМН, некако не наоѓаат за сходно да се преземат својата одговорност. Затоа што видов дека денеска има некои известни соопштенија, кои што сметам дека мора да бидат и на оваа седница одговорени, да повторам. ВМРО-ДПМН како партија има многу честни, вредни, квалитетни луѓе. Меѓутоа, за жал, оној шпицен градоначалник кој што работи од сенка, кој што се обидува да манипулира со сите процеси и сега сака одговорноста да ја префрли на друг, а не на оние кои што 120, некаде околу 120 практично членови по управните надзорните одбори кои што земаат околу 13 милиони денари секој месец, пари на граѓаните, и ги саботираат јавните претпријатија. Имате директно одговорност преку оние ваши управни одбори со кои што управувате со јавните претпријатија за ова што се случува денес. Сте можеле да превземете сето она кое што е неопходно, да не дојде до ова денес. И не е убаво да ја префрлате вината само затоа што до пред еден месец градоначалникот не ви одговара. Да беше градоначалникот од ВМРО-ДПМН или од СДСМ, сега овие проблеми немаше да ги имаме. Затоа што и досега се доцнало по 5 дена со платата, како што се доцни и во овој случај со 5 дена со платата, меѓутоа никогаш никој не правил вакви обструкции да го доведе во колапс целиот град, само ради тоа што сака да исполнува нечии лични хирови и сака да се осветува за она кое што се случило во овој изминат еден месец. Затоа, од наша страна, она кое што беше покрената како иницијатива беше прифатено. Вчера дискутиравте 4 часа и се криевте позади политички флоскули. Ако сакавте решение, истото се носеше за 5 минути. Еве денеска сме ние тука. Одлуката и сето она кое што беше неопходно за да се надмине проблемот ги завршивме во најкраток можен рок и ден порано од она кое што баравте е тука на оваа седница. Сега ве замолувам од името на град Скопје, од името на ЈСП и оние сите вредни вработени кои што таму работат во сите вие изминати месеци, да гласате за да можат да си ги земат заслужените плати кои што доцнат 5 дена. И исто така ве замолувам сите заедно и здружено да се потрудиме сите милионски долгови кои што се должат на ова јавно претпријатие да се подмират за претпријатието да не биде на раб на ликвидност. Ви благодарам.